Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер. На почеток на Дневникот настаните кои го одбележаа денот. Стапија на сила американските царини. Кина возврати со 84%, ЕУ го крои планот со кој сака да ги погоди републиканските сојузни држави. Притвор за директорот на гериатрија добил 20.000 евра подкуп за да смести пациент, но крајната цел му била да добие 100.000. Затворските полицајци во Штип им помагале на затвореници да си ја најдат другата фрлена преку ограда. Тврделе дека бараат часовник украден од куќа. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто е денете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Судскиот совет го доби предметот од Тетовскиот суд за спорната пресуда од 2 години затвор за возачот кој ја усмрти Теодора. Формирана работна група. Почна диалог на владата и синдикатите за висината на платите. Декларациите во маркетите се очекува да бидат најголем предизвик. Почнува со работа новиот инспекторат за употреба на македонскиот јазик. Најмалку 110 загинати при уривање на кров во непознатата дискотека во Доминиканската република. Како беа пресметени царините кои ги добија земите низ светот од американската администрација предводена од Доналд Трамп, вклучително и 33% за Македонија кои стапуваат на сила од денес. Дали светските лидери може да испреговараат нови услови, што ќе значи ова за македонската економија, особено за компаниите во индустријските зони? Во тема на денот ќе разговараме со Зоран Јулевски, поранешен амбасадор на земјава во Соединетите американски држави, но и меѓународен експерт за економија. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Обвинителството побара и доби притвор за директорот на гериатриската болница Скопје, кој беше фатен со 20.000 евра подкуп за да смести тешко болен пациент. Истрагата покажала дека тоа била само авансна сума или капар, а крајната цел била да добие неверојатни 100.000 евра од семејството. Тој им давал и совети како да дојдат до парите, откако дознал дека пациентот поседува сопствен стан кој може да биде продаден. Зоран Јаневски има детали за случајот. Директорот на гериатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник кои се осомничени за земање подкуп завршија во 30-дневен притвор. За да сместат пациент побарале мито од 100.000 евра, а парите да се обезбедат од продажба на неговиот стан. Откако предлогот бил одбиен, жената која се грижела за него прифатила да исплати 20.000 евра. Директорот се согласила, а остатокот побарал да го добие по продажба на други недвижности. Жената парите ги дала на соработникот на Арифи, но претходно случајот го пријавила во полиција. На 8 април 2025 година жената сведок се сретнала со второосомничениот, кој влегол во нејзиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Обвинителката која го истражува случајот смета дека досега обезбедените докази го потврдувале кривичното дело подкуп за кое е осомничен е директорот на гериатриската болница. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по-високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Адвокатот на Арифи пак негира дека неговиот клиент зел подкуп. Тој бил на работното место и кај него полицијата не пронашла пари. Сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело. Тоа не е точно и одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата. Арифи и неговиот соработник се под истрага за примање на подкуп, кривично дело кое се казнува со затвор од најмалку 5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Финансиската полиција влезе во кумановската фирма Пин Петрол, која покрај останатите дејности има и станица за технички преглед. Со години, според финансиската полиција, оваа фирма не ја плаќала задолжителната такса кон јавното претпријатие за државни патишта. Осомничени се 3 лица. Пин Петрол од Куманово е под лупа на финансовата полиција. Осомничени за серија проневери се 3 лица. Финансова поднесе кривични пријави против управител и одговорно лице во фирмата со станица за технички преглед. Второ осомничена е службеничка од АД Поштенски сообраќај и трета работи како службеничка во ЈП државни патишта. Се работи за проневера на пари, средства кои наместо да завршуваат во државната каса, со години исчезнувале без трага. Се сумнича дека ја оштетиле државата за над 22 милиони денари. Финансова соопшти дека првоосомничениот управител на Пин Петрол знаел дека неговата компанија не ги уплаќа редовно средствата од патната такса, но не преземал ништо. Службеничката од Кумановската пошта наместо парите од таксата да завршат во државната каса, ги задржувала за себе и за сметка на тоа фалсификувала налози. Во оваа шема осомничена е и службеничката која била вработена во ЈПДП, каде требало да се слеат овие средства, но завршувале во џеб бидејќи таа не реагирала при надзорот на средства кои недостасувале во уплатите. Првоосомничениот ја злоупотребил својата службена положба и овластувања, спротивно на обврските од договорот не извршил контрола и не преземал никакви мерки и действија за реална уплата кон јавното претпријатие за период од 1.8.2019 до 30.9.2024 година. Од фирмата Пин Петрол ја потврдуваат акцијата на финансова и вела дека целата документација во врска со фирмата е доставена до надлежните, од кои тврдат дека добиле одговор дека тие немаат никаква поврзаност со настанот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Затворски полицајци во Штип му помагале на познат затвореник да ја пронеде дрогата која преку затворските ѕидови му била фрлена во тревникот на затворот. Лажале дека му помагаат да си го пронеде часовникот кој му го земало в затворското куќе Цеца. Филмското сценарио сепак заврши со кривични пријави за сите инволвирани, а деталите ги соопшти управата за извршување санкции. Двајца затвореници од затворот Штип доцна навечер барале дрога која им била фрлена преку ѕидот, а полицајците пак им помагале и им светеле со ламби. Следниот ден, кога директорот ги прашал зошто им помагале на затворениците, им одговориле дека го барале часовникот на затвореникот кој му го украла затворската кучка Цеца. Во топката што ја барале и затворениците и полицајците имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Полицијата ја нашла дури следниот ден кога се разденило. По филмското сценарио, директорот формирал дисциплинска комисија, но мнозинството од комисијата им верувало на полицајците дека го барале скапиот часовник на затвореникот што го земало затворското куќе. Им било предочено дека затвореникот ЖЖ се играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека се играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пар 1000 евра им навел дека бил. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Идентификувани се лицата и кои со возило ја префрлиле дрогата преку затворскиот зид. Полицаецот кој возможил автомобилот да стигне толку блиску до зидот, но одговорност ќе има и за полицајците што ја барале дрогата заедно со затворениците. Според Пандов, затворскиот систем во Македонија е најкорумпиран. 50% од затворската полиција е корумпирана, затоа и толкав бројот на мобилни телефони што има во затворите. За 9 месеци се пронајдени над 1000 телефони, а за еден телефон се нудат и по неколку илјади евра. Во македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра. За да се искорени корупцијата од затворите, треба корумпираните полицајци да бидат отпуштени и да одговараат пред законот, вели Пандов. Денеска од Министерството за финансии им се одобрени 171 нов затворски полицаец. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Судскиот совет го добил предметот од Тетовскиот суд за спорната присуда од 2 години затвор за несреќата во која смртно беше прегазена 22 годишната Теодора.
Кога Советот ќе го разгледува на седница, се уште не се знае, но веќе е формирана работна група која треба да направи подготовка за овој случај. Апели за нивно постапување стаса и од премиерот и од министерот за правда. За утре иницијативата која следен најави марш кој ќе заврши пред зградата на Судскиот совет. Судскиот совет анализира дали има пропусти во предметот за пресудата на 22-годишната Теодора Ристовска, која смртно беше преказана од Менсур Пајазити. Формирана е работна група која веќе врши увид на постапката, потврди првиот човек на Судски совет за Сител. Судскиот совет прибави предметот. Воедно треба да се има во предвид дека конкретниот предмет се уште постапката трае, не е завршена. Она што ние можеме да го направиме и што веќе го направи Судскиот совет, само да изврши увид во начинот на водење на постапката и дали има некои пропусти од таа гледна точка. Има ли пропусти што е досега увидено? Не е завршено разгледувањето на предметот, формирано е работно тело кое што ќе го разгледа и очекувам дека во текот на денешниот или утрешниот ден Судскиот совет ќе има официјално соопштение. Ваквата реакција на Судски совет доаѓа по бурните реакции во јавноста која е револтирана од одлуката на тетовскиот судија Елведин Ферати да присуди само 2 години казна затвор за Пајазити, кој во 2022-та смртно ја прегази младата Теодора. Вчера и премиерот Мицкоски го повика ова тело да изврши увид во постапката, потенцирајќи дека правдата во конкретниот случај не е задоволена. Со реакција се јави и првиот човек на правда, Филков, кој пак оцени дека 2% доверба што му биле доделени на судството, уште еднаш се покажало дека не биле бадијала. Судијата Ферати го доби вниманието на медиумите откако Државниот инспекторат и антикорупционерите утврдија дека сам си поправал оценки на Тетовскиот универзитет со пречкртување за да влезе во Академијата за суди и јавни обвинители. Пред истрага за ова отвори и обвинителството, но истата е затворена пред месец дена, бидејќи се појавиле документите за Тетовскиот судија кои докажуваат дека во 2014-та преположил 4 испити, пошто си го покачил просекот за да биде дел од Академијата Павел Шатев. Инаку ваквата одлука на Тетовскиот судија повторно го активираше и движењето кое е следен, од каде најавуваат и протест за утре. Маршот ќе почне од пред влада, преку Судски совет, преку собранија, за на крај да заврши пред Кривичен. Утре од 6 часот ќе има протест, рутата ќе биде од влада. Главна точка, мислам, ќе биде гневниот, тоа артикулираниот гнев ќе биде изнесен пред Судскиот совет, бидејќи знаеме дека Судскиот совет е органот кој што на судијата требаше да покрене постапка за дисциплински престап на судијата Елведин Ферати, кој што ја донесе пресудата за Теодора. Од движењето денеска и формално доставија барање до владата за воведување на инспекторат, во кој очекуваат да се внесат сите записници од инспекцијски надзори за безбедност на објектите. Габриела Лескова, Сител телевизија. На 22 април ќе продолжи судењето во повторената постапка за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој обвинети сте Флорин Бесими и Арта Нетеми, како и јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово како правно лице за делото тешки дела против општата сигурност. Во последните 10 дена се одржаа 2 ручишта. На првото искази даваа сите вештаци и стручни лица од неколку факултети. Професорката Анита Грозданова од Технолошко-металуршкиот факултет, која ги испитувала материјалите од кои е составена модуларната болница, изјави дека тие материјалите за изработка на префабрикуваниот контейнер ги задоволуваат барањата според спецификацијата на Министерството за здравство и се анализирани според процедури за соодветни својства. Од Технолошко-металуршкиот факултет сведочеше и Свето Цветковски, кој ги испитувал металите кои се користени при изведба на привремените објекти, познати како модуларни болници, и тој потврди дека материјалите се според спецификацијата наложена од Министерството за здравство. Универзитетските професори Владко Стоилов и Владимир Димчев од Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот УКИМ изработиле веш наод и мислење во писмена форма и изјавија дека модуларните болници били изградени според проектната задача согласно барањата од Министерството за здравство. Судски вештак по електротехника Ирфан Шакири пред судот образложи дека по наредба на јавното обвинителство извршил веш наод за можните индиции за појава на пожарот во објектот на модуларната болница за првото судење и останува на фактите изнесени во тој извештај. При
При поставените прашања до обвинителството рече дека целокупната постапка за доведување на електрична енергија од трафостаницата до модифицираниот објект, наречен модуларна болница, е направен од две неквалификувани лица вработени во самата клиничка болница. На последното рочиште адвокатот на болницата наведе дека таа исплатила обештетувања по околу 10.000 евра на семејствата, на што еден од присутните роднини гласно бараше таа информација да не се споделува јавно. Сила американските царини. Кина возврати со 84%, ЕУ го крои планот со кој сака да ги погоди републиканските сојузни држави. Почна диалог на владата и синдикатите за висината на платите. Стапија на сила американските царини, вклучувајќи ги царините за Кина, кои одат до 104%. Американскиот председател изјави дека бројни светски лидери, културно кажано, му се умилкуваат за да постигнат договор со него. Европската унија подготви одговор кој ќе се однесува на сојата, цигарите, сладоледот и други производи кои доаѓаат пред се од црвените, односно републикански држави во САД. Кина возврати со 84% царини за добрата од Соединетите американски држави. Стапија на сила реципрочните царини на Трамп, вклучувајќи ја и огромната од 104% за Кина, но и за нас од 33%. Стравот и неизвестноста од рецесија ја зголемија паниката на берзите. Сите се во црвено, а американскиот SP500 за 4 дена загуби над 5,8 трилиони долари, што е најголем пат од создавањето на индексот во 1950 година. Додека акциите на големите компании тонат и доларот губи од вредноста, Трамп се фали. Лидерите од многу земји ме молат за договор за тарифите. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariff. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. I tell you, the happiest people in the world would be China. They wouldn't be paying 104%. I tell you, they'd be paying no percent. Пекинг вети дека ќе се бори против уцената на Трамп. Преку ноќ кинезите се предомислија и наместо 34 воведуваат 84% царина за увоз на американски производи. Американската страна се уште наметнува екстремен притисок врз Кина со воведување тарифи неселективно. Кина цврсто се спротивставува и никогаш нема да прифати такво арогантно и силеџиско однесување. Ако САД навистина сакаат да го решат проблемот преку диалог и преговори, треба да покажат став на еднаквост, почит и реципроцитет. Ако САД не ги почитуваат интересите на двете земји и меѓународната заедница инсистираат на трговска војна, Кина дефинитивно ќе возврати. Одговор на царините на Трамп подготви и Европската унија. Со 25% ќе ги царинат американските земјоделски индустријски производи, како бадеми, сок од портокал, живина, соја, челик, алуминиум, тутун и јахти. Вискито е тргнато од листата, откако Трамп се закани дека ќе воведе контрацарина од 200% за европскиот алкохол. Првиот сет тарифи ќе стапи на сила од 15 април, вториот каде спаѓаат челикот, месото, белото чоколадо и полиетиленот од 16 мај. Тарифата од 25% за бадемите и сојата би стапила на сила на 1 декември. Економистите во САД предупредија дека товарот од трговската војна ќе го сносат американците. Во следните 6 месеци очекуваат се да им поскапи. За 37% облеката, 30% компјутерските делови и видеоигри, 27% телефоните, се до телевизорите и медицинската опрема. Според анализата, американските потрошувачи во просек ќе плаќаат по $2,100 годишно повеќе поради тарифите на нивниот председател. А апетитите на Трамп не застануваат. Најави дека многу скоро ќе воведе царини и за фармацевските производи. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во тема на денот за пресметките, патот до нив, но и последиците од американските санкции, Валентин Николовски разговара со поранишниот амбасадор во САД и експерт за меѓународна економија Зоран Јулевски. Амбасадоре Јулевски, добро вечер и благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи.
со богата биографија или CV, повеќе од 7 години бевте македонски амбасадор во САД. Од дел од она што го извоив, професор по меѓународна економија, сте советник на повеќе држави, сте биле за пристапување на Светската трговска организација, која сериозно е нарушена сега за темата за која што ќе зборуваме вечерва, оттаму со целосен кредибилитет можете да ни одговорите на некои од прашањата што се отворени во јавноста. Најпрви, американските царини денеска стапија на сила, дури и повисоки од очекувањата. Председателот Трамп и во предизборната кампања најавуваше дека ќе воведе нови царини. Зошто ова прашање стана толку витално важно за САД? Видите, уште, како што рековте, во предизборната кампања и после кога стана председател Трамп кажа дека ќе реши два суштински проблеми за американската економија. Едниот е буџетскиот дефицит и другиот проблем е трговскиот дефицит. Илон Маск го стави да го решава проблемите со буџетскиот дефицит, а ова што го најави минатата недела и што денеска стапува во сила за целиот свет е решавање на предизвиците што ги има Соединетите американски држави околу трговскиот дефицит. Ја би направил мала генеза. Ако гледаме на овој предизвик за американската економија, тој не е нов, тој веќе трае подолго време и не е одржлив да имате висок трговски дефицит. И од тој аспект председател Трамп направи одредени консултации и како да го реши овој проблем. Ако гледаме на глобално ниво, светската трговија имаше одреден напредок во регулирањето. Например, Светска трговска организација се формира 1995 година. Фактички од 1948 до 1995 година имаше 7 руди на мултилатерални трговски преговори на кои се намалуваат царините и се подобруваше регулативата. Меѓутоа, после тоа, од 2001 започната е така наречената развојна агенда на Доха, и веќе 25 години се преговара, нема никаков предизвик. Од друга страна, председател Трамп смета дека извозот на Америка во светот е неправедно третиран, не само од аспект на царинско оптеретување, мито и разни вонцарински мерки, и заради тоа Америка многу повеќе увезува него што извезува. И со оваа мерка он сака да го избалансира ова што се случува. Ајде да одиме поред. Остана она што е најнејасно и за светската јавност би рекло е на што САД ги темела царините воведени кон нивните производи или пак на дефицитот во трговската размена. Во случајот, например, со Македонија и двете не се совпаѓаат. Во 2024 имаме дефицит од речиси 80 милиони евра, односно долари, ниту пак имаме воведено царини од 65%, освен 60 за тутунот кој што воопшто и не се увезува од САД. Зашто станува збор, за грешка или погрешни информации, како што вели премиер? Видите, ви кажам, кога овој инструмент го реализира председател Трамп, он имаше 4 елементи во предвид. Првиот елемент е трговскиот дефицит, што го има Соединетите американски држави со земјата во која воведува реципрочна царина. Вториот елемент е царините во тие земји и нетарифните мерки. Понатаму исто така еластичноста на увозот и така натаму. Кога ги земаат за овие пресметки, ги земаат статистичките податоци на Соединетите американски држави. Имаме ние подготвени некои телопи може додат во позадина. Ако ги погледнеме овие стапки, овие податоци, ќе видиме дека Македонија има трговски дефицит со Соединетите американски држави според нивната статистика. И тој дефицит изнесува според овие податоци 113 милиона долари. Они според нивните податоци има околу 60 милиона и 635 илјади долари е извозот на Македонија во САД и 173 милиона е увозот во Македонија од САД. Ова значи дека Македонија според нивните податоци има суфицит во нејзината трговија од аспект на Македонија, од аспект на Соединетите американски држави има дефицит. Врз основа на формулата која што администрацијата на председател Трамп има направена, таа формула е следнава. Трговскиот дефицит се дели со вкупниот износ на увозот од одредена земја, во овој случај на увозот од Македонија според статистичките податоци за САД, и тоа се поделува со 2.
Ако гледаме у македонскиот пример, тоа е 113 милиона долари е дефицитот што го има Македонија во САД според америчката статистика и македонскиот извоз во САД изнесува 183 милиона, кои ќе поделиме овие две бројки и после со двојка со два се подели на крај ќе 32,55%. Тоа е процентот на царината. Добро, а во изминатите години како се движело тоа? За до сега ова се зема. Ако разликата меѓу тоа како се следи македонската статистика и америчката статистика е традиционално последните 10 години е слично. Односно, ние во Македонија бележиме дека имаме дефицит во трговијата со САД, исто така и САД бележи дека има дефицит во трговијата со Македонија. Тоа е нелогично. Видите да ви кажам, пробувавме да видиме каде се овие разлики во статистиката. Прво, битно се истакне дека трговијата меѓу Македонија и САД се одвива врз на принципот на најповластена нација. Односно се плаќаат царински стапки, нема никакви привилегирани царински стапки. Так. Сега, каде најверојатно настанува проблем односно непрецизностите? Голем дел од америчките компании, кога извезуваат во Европа, во било која земја во Европа, тоа го прават преку нивните централи кои се лоцирани некаде во некоја европска земја. Главно се во Белгија, Германија, Холандија и Ирска. Да кажем, овие има. И фактички тој најверојатно тој извоз од Америка иде преку Данска или преку Белгија, за дека е европска централа и се нотира дека извоз таму. Дека во Европска унија или во земја европска, како и да е не во Македонија. Да. Ако ќе дојде во Македонија, биќе нашите царински служби гледат од каде е потекло на стоката. И таа потекло на стоката во Македонија, затоа имаме скоро 1:3 разлика меѓу увозот што е во Македонија според нашите статистички податоци и истиот тој од страна на Америка е извоз, така? Така. Тоа е 1:3. Најверојатно во тие внатрешно компаниски пребивање е направена таа техничка грешка. Сега, тоа што паѓа во очи, што е несватливо, се царините од само 10% за Црнагора, Албанија и Косово. За нам САД со нив има толку големи разлики во споредба во однос на трговијата во споредба со Македонија. Видите, не само кон Македонија, туку кон целиот свет, администрацијата на Трамп ги користи статистичките податоци што ги имаат нивната статистичко биро, односно нивниот USTR за меѓународна трговија. И според овој, ако ги погледнеме овие податоци, на пример Албанија има суфицит во трговијата со САД. Значи Албанија повеќе увезува него што извезува во САД и заради тоа има 10% царина. Босна и Херцеговина има голем трговски дефицит и заради тоа според овие нивни податоци, според нивната статистика, тие би требало да имаат царина од 35,2%, односно е закружена на 36%. Значи Албанија, Косово и Црна Гора имаат суфицит и заради тоа имаат 10% царина само, а додека Босна и Херцеговина и Србија, анализираме регионот, така? Србија има малце поголем трговски дефицит и они плаќаат 38% царина. На пример, Турција има скоро избалансирана трговска размена, има мал суфицит во нивниот извоз кон Америка, меѓутоа биќе тоа е под 10%, еден е дадена стапка на тој начин, на пример, Израел, кој што традиционален партнер на Америка, доби 17% царина. Европа доби 20% царина. Добро, сега што очекувате да се случи со воведените царини? Владата вели дека е во постојана комуникација со администрацијата на Трамп. Тој пак вели дека сега сите сакаат да преговараат со нив. Можно ли е да се намалат царините кон Македонија или пак да имаме слободна трговија, односно да се постигне договор и подпише договор за слободна трговија, што е најдоброто решение? Видите, се согласам со вас дека најдоброто решение за Македонија е склучување на спогодба за слободна трговија со Соединетите американски држави. Треба да се работи на постигнување на оваа цел. Можам да споделам со вас дека кога бев амбасадор некаде 2012-13, кога Соединетите американски држави преговараа со Европа за склучување на сеопфатна спогодба за слободна трговија, ја појдов во Стейт департментот и ги замолив дали може да таа спогодба биде во форма на open-ended, отворена спогодба и да Македонија се приклучи тоа што се договори меѓу Америка и Европа, да Македонија се приклучи. И имаше разбирање од нивна страна, дури ја 3 пати во амбасадата организиравме као тркалезни маси, викавме
експерти од Америка, од регионот. И мислам, постои можност. Се разбира, контактите на највисоко ниво се може значење да се најде најдобро решение. Така. Ако остане оваа ситуација затекната сега, според аналитичарите и директните штети по македонската економија ќе бидат мали, со оглед на малата трговска размена, нели? Меѓутоа индиректните со текот на времето сериозно ќе се одразат врз економијата. Оттаму кој е вашето мислење? Видите, вакви потреси не се едноставни за било која економија, па и за македонската економија. Еден дел што рековте, чистата билатерална размена меѓу Македонија и Соединените американски држави, меѓутоа друг елемент е што ќе се случи со светската економија. Веќе ваквите потреси има можност да предизвикаат и одредени економски кризи. Во случај на економска криза, тогаш македонската економија ќе биде погодена. Видите, ние живееме во глобална економија, меѓусебно поврзана. И се што се случува на едно место има влијание во другите држави. Голем дел од нашите производи што извезуваме во Европска унија се компоненти кои што понатаму се извезуваат во Соединетите американски држави. Така да светската економија е меѓусебно поврзана и секоја промена може негативно да влие. Има разни проценки за можноста за наблегување во криза, меѓутоа се е отворено. Добро, спомнавте индустријските зони во кои што се произведуваат, нели пред сега делови за автомобилската индустрија кои што се извезуваат и во Америка и во САД. Дали фирмите во слободните економски зони, компаниите ќе претрпат најголема штета и дали постои опасност тие да го префрлат своето производство во соседството? Албанија со 10% царина, Косово со 10% царина, Црна Гора. Видите, околу ова вториот дел од прашањето е релативно полесен одговорот. Прво, префрлање на производство од една држава во друга не иде така лесно. Многу фактори влијаат врз тоа. Второ, ние не знаеме председател Трамп колку долго ќе држи ова мерка. Некои викат може би и до септември. Не знаеме дали до година врзосно на потоците од оваја актуелна 2025 година ќе ги коригира царинските стапки, дали ќе воведе спогодба за слободна трговија. Така да тоа е отворено прашање и не верувам дека ќе има посериозно влијание. Да ви кажам, компаниите што се во нашите слободни економски зони се прилично стабилни. Имаше на стратегија едно истражување на Светската банка, нашата јавност многу не го има запознато. Они пред ковидот подготвуваат, како што пред политички, да речам, пред избори има анкети. Светска банка направи пред ковид анкета во Македонија за приватниот бизнис, какви се предвидувања и така натаму. Биќе се случи ковид, рекоа ајде овој беа 35 земји, овој 35 земји ќе правиме повторна анализа следните 3 години, видиме како ковидот влијал врз ова. И ако правиме анализа проценка меѓу домашните и странските компании, намалувањето на производството во таква голема криза на странските компании беше релативно мало. Така да тие се поспремни, имаат поотпорни на вакви промени. Трамп денеска ги повика сите компании да се инвестираат во не повеќе во Кина и ни светот, туку во Америка. Сега, колку ова може да има влијание врз македонските бизнисмени кои што дел отворија свој бизниси во Македонија, дел пројавија сериозен интерес, нели? И како тоа ќе се одрази врз повлекување на постоечките, пред се тука мислам на оние кол сервиси, различни услужни дејности кои што се расширија силум светот, па и низ Македонија отворија своји бизниси овде наместо во земјите каде што има скапа работна сила и големи давачки. За сега политиките на Трамп се насочени кон трговијата со стоки. Значи и затоа се введени царини. Услужниот сектор не е опфатен. Така да тој сектор нема да претрпи директни штети од нема мерки кои што ќе нанесуваат штета. Околу тачно Трамп во неговот, ако внимателно следи неговиот говор, он неколку пати истакна реиндустриализација на Соединетите американски држави. Он сака да ја врати назад индустријата во Соединетите американски држави. Тоа е дел од целите на ова негова мерка. Да. За крај, додека да чекаме да мине оваа бура, кој е вашиот став, дали
Треба да се следи примерот на Трамп, во кој што повика американците да купуваат американски производи, дали кај нас треба да се продолжи или засили акцијата да се купуваат македонски домашни производи, за да ја преживееме оваа бура. Видите, во принцип, јас сум патриот и секогаш кога можам купувам македонски производи. Меѓутоа, развојот на Македонија ако сакаме да имаме поголеми стапки на развој, ние мораме да бидеме отворена економија. И добро е, например, ако се има еден индекс на отвореност на економијата, кој што е вкупниот извоз и увоз се дели со бруто домашниот производ, за Македонијата индекс е 180%. И ако ги видиме државите кои што имале повисоки стапки на раст во светот, 180 во корист на увозот, така? Процентот е колку е вкупно увоз плюс колку е вкупниот извоз и се дели со бруто домашниот производ. Добро. Значи, 180% од нашиот бруто домашен производ е извоз и увоз, ако ги ставиме заедно. Така. Значи, отвореноста е еден од значајните елементи за развој на економијата. Ние треба да продолжиме кон тоа и ние, ако сакаме да имаме поголеми стапки на раст, мораме да се свртиме кон светските пазари, иако се што може македонско треба да се купува. Да, добро, Америка не е единствениот пазар, на крајот светот е голем. До следната одлука или предомислување, или не знам веќе како да го наречам, на американскиот председател, ќе прокоментираме, се разбира. Тогаш ви благодарам за учеството во тема на денот. Благодарам и на вас. И поздрав до гледачите. Не кажавме нешто за Европа, Како реагира светската и домашната експертска јавност во вечерните вести на Сител. Премиерот Мицкоски на заедничка маса со синдикатите дебатираше за минималната, но и растот на другите плати. По средбата синдикатите излегоа задоволни од разговорите, но разединети по прашањето за општиот колективен договор. Од владата по состанокот соопштија дека ќе се прифати секој договор кој ќе го постигнат синдикатите и работодавачите. Минималецот и растот на другите плати во фокусот на разговорите меѓу премиерот и синдикатите. Првиот човек на ССМ по состанокот рече дека работниците немаат проблем со владата, туку со другите синдикати. Во наредниот период сите вработени 128.000 на број во јавниот сектор треба да добијат зголемување на нивните плати. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор. Имавме едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. Вработените во министерствата кои протестираа во јануари наскоро ќе добијат додатоци од 30%. Премиерот денеска им рекол дека владата е подготвена до почетокот на мај колективните договори да бидат подпишани. Тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа пак потенцирам додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа секој мар да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната плата. За растот на минималната плата на синдикатите им било кажано дека државата сега не е во можност да ги субвенционира придонесите, но прашањето останува отворено и доколку е подобра економската состојба, може да се преговара и за тоа прашање. Надлежната комисија наскоро треба да ја утврди репрезентативноста на синдикатите, пошто ќе биде свикан и економско-социјалниот совет. Мартин Арсов, Сител телевизија. Осквернавен е споменикот на децата бегалци во паркот Жена Борец во Скопје. Попладнево нашата камера регистрираше дека споменикот кој е подигнат уште во 88 година и е символ на една Голгота, остана без плочата. Сдруженијето на деца бегалци реагира и смета дека ова е обид да се избрише настанот од колективната меморија. Не е прв случај на вако вандализам. Ова е со цел да се искорни еден дел од трагичната историја на Македонија и македонскиот народ. Овој споменик ја отсликуваше токму таа Голгота на македонците протерани од Егејот. Ова е со цел направено да се откорни од колективната меморија на македонецот, да се заборави еден настан, една историја
од едно време, од еден простор, каде што не само за време на граѓанската војна во Грција, овој прогон се случувал уште од поделбите на Македонија. Неколку прогони се случувале. Очекуваме и се надеваме дека надлежните институции во државата, во Република Македонија, ќе смогнат сили и во најбрза постапка да го најдат сторителот и соодветно истиот да биде казнет.